Тешко се отвора врата од југо, а? Тешко, Бога ми. Треба да подмачкаме малу. Со маслото. Што Ајде, добре дојде, како е? Ова е за тебе едно. Фала ти. Ова за вратата да ја подмачкам или што е? Да. Сакаш се ја да снеме или Сега. после? Лизга или не лизга? Ајде, тоа звучи во првин. Ајде. Не, клеј си го појасо на појасо, го клавам бубичето. Така. Таман сме? Чека, вака да. Разврнаме ова што е ова. Ова е берикетно, значи. Ова шо е се што ми даваш поклон? Екстра virgin olive oil. Ова е маслиново масло, најквалитетното. Мој бренд. Твој бренд? Мој бренд, да, Измир Olive Oil. О, ти благодарам. Да, па чисто ти донесам да пробаш да ми кажеш како ти се допаѓа. Одлично, фала ти многу. Многу сакам вака гостите кои ќе ми донесат некој поклон. Па не, го не погледам, ете, чисто да те... Добро, да. И здраво е мала- маслиново масло, така? Една мала пажња. Фала ти премногу. Игор Димовски, верувам дека го препознавате најмногу од пауза за ракија. И мислам дека неизбежно е прво да си почнеме муабето со пауза за ракија, така? Да. Ајде да видиме се, тоа е еден проект твој кој што ти го работеше многу долго време. Многу време потроши за да се направат сите тие песни аранжмани, да се преработат, да се снима и видео и така натаму и то верувам дека кога го објавуваше не очекуваше дека милиони прегледи ќе имаш на YouTube. Не очекував, да бидам искрен, не тргнав со таа намера. Знаете како за нешто да биде успешно треба да се вложи многу труд и љубов и енергија. Да. Така да пауза за ракија е всушност цело моје искуство од настапи, од искуства, се е преточено во пауза за ракија. Првиот дел некаде излезе пред да почне короната, практично. И луѓето сите, абе како нарачано дојде ова нешто ново, нова музика, нови Таман миксови, дека- малце специфично, нели малце поразлично од другиве кавери што да речам ги прават бендовиве. Излезе спонтано, го анализирав, гледав која песна проаѓа, која не проаѓа. Ти добро знаеш што значи студио, пиши, бриши цело време. Точно. Сними, избриши го, сними, пак избриши го. Седур не легне материјалот. И ти ме праша името како настана. Правеа будала сите кога кажав. Како ќе сега пауза за ракија, ќе сега, ајде не се глупирај сега, ќе те плюкаат, ќе Не го бендисвај, а? Од 10 на 10 луѓе што им кажав сите, не се глупирај, ќе те плюкаат, ќе те ругаат, предлагаат некои други имиња. Се прашам добро, викам ја нешто не е уредо, викам со имево, значи стварно може грешка направи. Преспа вечерта да ти кажам право. Екам не, ова ќе се вика пауза за ракија, па мајка Јана нека е. И не сгрешил. Ама па добро, тој име, знаеш, е момент кај што на пример еве таа музика која ќе ја пуштиш, обично се пие ракија, така, значи Пие ракија, да. домашни ручеци, не знам на веселби, едно на друго ракијата си е неизбежен дел. Ама мислам знаеш дека како? ти е тоа погодено името. Пауза, правиш ракија, пиеш, слушаш музика, мислам дека логично името, знаеш? Не можеше попогодено да видим. Така да, мислам дека си го одбрал вистинското Али име. тука има многу стереотипи, па немој вака, немој онака. А човек треба да биде тврдоглав и да експериментира за да успее во нешто ново, знаеш? Па добро, да ако заглавиме на едно исто ниво, нема да имаме прогрес. Апсолутно. И тоа е многу добро. Дали сметаш дека има прогрес во македонската музика без разлика на жанрот? Не, Дали се прави некаков прогрес? нема прогрес. Затоа сме на вакво ниво? Затоа сме на такво ниво и тонеме надоле, затоа што нема новитет. Еден од друг секој се копира, секоја чест на излучоците, може на прсти да ги направиме. И ми знаеш како публиката бара енергија, бара новитет Да. и бара да си искрен. Да си искрен со нив. Ако го правиш тоа во призма на интерес или ако публиката процени дека ради интерес го правиш тоа, тука нема ништо. Толку е, така е. А чекај, во Југо прв пат си, тоа да е сменено се. Не, како прв пат, јас со Југо имам многу искуство. Оти се гледам со Ауди беше, така? Со Ауди дојде? Со Ауди, сега Ауди познам, да. Ама за да стигнам до Ауди поминав многу. Многу Југа извози. Многу Југа извозев, да. Практично мојата прва кола е Југо. Тоа е најчест муабет на сите мои гости. Да. Мојата прва Како кола е Југо? 45-ка? 55-ка?
со еден штоп што се позади, кој се ти? 45-ка. Тие беа послаб модел нешто, нели? Со 45 штоп коња, позади, да, 45 коња. И не знам, нешто пари собрав тогаш во средно школо. Нешто татко ми додаде, само што да земам возачката, што му е крадев колата на татко ми цело време. Тај ме купи, вика, една кола веќе, ама... Значи, веројатно и првите свирки ти беа со југото, деше? Да, многу патував со него, идев Гевгели, Охрид, ова, она. И почна, знаеш како. Старо беше, тоа беше во тоа време, не знам дали 89-та година беше нешто така. 90. Почна да се расипува многу. После купив Алфа Ромео Дамбетер. Па ми погоди. Дамбетер. Алфата, да ти кажам, добро утро 100 евра, добро утро 100 евра на мајстор. Тоа ми беше со Алфата. Кешке да го чувам југото, да ти кажам. Се со Алфа се дека се јават во коментари. Да. И така, тоа е. Вака, бидејќи многу патуваш низ цела Македонија, колку години вкупно свириш, вака да речам, по локали, по кафани, колку време помина од првата твоја свирка? Па не знам, јас свирам од многу мал, од 16 години јас сум на терен у кафана, значи, како да кажам, од многу мал го печев занаетот, а после пауза за ракија, малтене секој втор ден сум во или различен град или различна држава. Многу патувања, многу настапи. Сигурно има нешто интересни случаи што ти си има слушано, многу ми се јаке вака посебно музичари, знаеш, кои ќе имам гости, пошто многу патуват, особено вака во кафана што свират и секогаш има некој што ќе се појави ќе направи шоу некој од гостите. Има дешавки, има дешавки. Ај нешто да одвоиш, вака што ти паѓа прво на памет. Знаеш, кој ќе сидни со другари, кој ќе му кажеш, например, леле, ваму ко свиревме, памтиш што ко се случи, пример? Што знам, има многу дешавки. Бевме во Австралија на турнеја сега минатаа година, декември 23-та. Тамо беше многу турбулентно. Со иселениците, а? Да, еве на аеродром идеш да речеме. Сега ти треба да стигнеш на концерт. Леташ и од авион директ на концерт. На аеродром идеш, не ти проаѓа инструмент некој. Пример, да хармоникава моја многу специфична. Ти праја проблеми на аеродром? Во Франкфурт на аеродром мене ми вика тој. Таму нормално дека ќе има проблеми во Франкфурт. Мене ми вика, слушај, што имаш, вика, ти во хармоника, ова има електроника, ова се некој направи за бомба, не, абе каква бомба, викам. Озвучење имам внатре, имам опрема додатна, знаеш, фул опрема ми е хармоника. А ти експерти за бомби па инструмент не го препознава? Не, чекај, на посебен скенер, ова отворија ми, вика, раштрафија цела. Ау, Не ми донесува штраф цигар. и што штраф? Штраф, трак, све. Гледај, внатре милион жици. Милион жици внатре. Е добро, супер све, и сега ми вика, ај свири, вика, да видиме дали си стварно музичар. И на аеродром му засвири? Милион луѓе тука околу мене, Еден жандари, концерт. полицајци. Ја хармоника валцер им свирам. Аплауз ми дадоа, фала, спакувај се, ајде се. Ете, тоа е така нека прича. А у кафана стандард има по настапи или експлозија ќе се деси на озвучење или кабел заборел некој или некој касни, не знам. Што знам. Ете така, чекај ти, освен што свириш вака и народно, изгледав имаш некои видеа таму и со електро нешто мешаш, со електронска музика. Да, во последно време правам малци експерименти со електронска музика. Како ти дојде таа идеја, се ти интересен е спојот, баш што гледав сега Инсомнија, мислам дека беше? Инсомнија, да, у балканска варијанта. Во балканска варијанта, многу јако е. Генерално, периодов, значи последниве неколку години, 2-3 да ги речам, голем број на музичари прат некаков спој на фолклор со електро и така натаму. И многу добро поминува кај публикат. Така да како дојде ти до таа идеја? Ми сакам да истражувам јас. Не ќем да сум стандарден. Ете, ти кажуваш дека тоа пали кај публиката. Публиката сака шок да ја направиш, знаеш? Да. Нешто необично. Да ја изненадиш малку. Да ја изненадиш, да ја штрекнеш. Кај сега свират Ферус Мустафо, па врти на Инсомнија, вика, знаеш, му прави шок. Така да, ете јас пробав да го измешам малце со електронска музика и сакам следниот проект, пауза за ракија 4 излага за негде месец дена. После тоа сакам да се посветам само на
на тој жанр електромузика со помешано со балкански мелодии, каде што мислам дека не само во Македонија, туку и надвор може да се препознае. Да, имаш реакции вака некој од надвор од Македонија? Ти имат забележано? Па има, речем, да, балкански... Да, многу е интересно кога ќе дојдат странци кои што немаат благе везе со македонска музика Да. и кога ќе изреагираат на нешто, знаеш, и тоа ми кажува дека веројатно има нешто. Посебно. Знам дека многу за ритамот се фаќа странците, пошто имаме неравноделен ритам. Па да, интерес 7/8, примерно. Да. Кај слушнал 7/8 странец? Мој се како му е со 4 сопка малце. Со сопка му е, да, се кај ми в 4/4 равно или 2/4. И кога малце ќе го изместиш, он аха, што се дешава, му правиш. Оти вака ова, некоја како магија згрешено. му правиш флуш. Да, има такви ситуации. Чекај, кога беше Австралија, се кажа дека декември беше, таму лето. Таму отидовме лето, да. Да, Тука беа требаме се со степени. јакни, таму се симнавме со Ето така. Нова година таму ја мајца. дочекав се. Не. Нова Се година вративте пред се Нова вративме година? 20 декември бевме во Македонија. Бевме месец дена од 20 ноември до 20 декември, негде и сите градови. Сите могучи градови. Да, ако ќе одиш да речеме така ете таа температурна разлика што ќе ја направиш Македонија, Австралија, мислам окей, онака добар си, да речем после тоа на со здравие со се. Температурата јас ја прифатив многу лесно, ама не можев да прифатам не сонницата, не спиењето, ми се испоремети. Временските зони, е? Да, дефинитивно. Се спушташ во Перт, има една тајм зона, одиш во Сиднеј, На друга. тајм зона, идеш во Сингапур нешто друго, у Истанбул се симнуваш Трето, и ми требаш, ако веруваш, едно месец дена да се адаптирам од тие. да, се тие се например некои моменти кај музичарите бидејќи многу патуваат, и се ти правиш огромен пат, вистина си уморен, и во авион е тешко да патуваш и така натаму. Да. И после треба да свириш на некој настап. Што правиш да речеме во тие периоди? Како се концентрираш за да бидеш фокусиран на настапот, за да можеш да свириш како што треба, да си тука со возокото ти? Верувам дека е тешко тоа нешто да се изведе. Пошто на пример знаеш како перцепцијата е дека бе музичар е лабаво мој се свири си пеи. Ама не е баш така. Тоа сакав да го напоменам, перцепцијата од страна изгледа дека абе види го музичар што свири, пее, а тоа псишета не е воопшто така. Мими ти добро го знаеш тоа. Како се концентрирам, сакам да се дистанцирам пред свирка, пред настап, буквално да не комуницирам со никој. Се тргнам негде во некоја соба или негде 2-3 сати буквално со никој да не зборам, без разлика колку сум изморен и што ми е, затоа што таа публика која што доаѓа не те прашува Не зборуваш со никој пред настап? па избегавам да разговарам затоа што секоја комуникација со луѓе или со колеги или што и да е одзима енергија. Точно. Јас знам дека Селин Дион на пример 2-3 дена пред концерт не е зборала воопшто, значи не е издоцнувала сама со себе збор, не па да збора со некој. Да, за Селин Дион не знам да ти кажам. Тя сум прочитано негде нешто за неја. Ама јас гледам барем дента да колку што е можно да се дистанцирам од беспотребни муабети. Затоа што се тоа зима одредена енергија и кога ќе скочите на стејдж, веќе 50% од енергијата е негде избегана. Немам некои специјални овие ритуали или перипети, не знам. Да сум јадел ова или она, да избегавам храна пред настап. Тешко е после, а? Те фаќа дремка. Знаеш, како да кажам, паѓа и притисок човек кога има храна во себе и се и гледам да сум полугладен, знаеш. Затоа што кога сум на настап ми гледам да дадам максимум од себе, не се штедам, не правам пауза на своите настапи. Значи свириш до крај. Да. Таа публика дошла тука да се забавува. И ти си тој што треба да го Јас направиш, сум тој што да треба направиш да го... забавата. Јас се ставам во позиција на персонал на самиот објект и се трудам тоа да го направам безпрекорно и не се штедам на моите настапи. Верувам публиката која што доаѓа да не слуша мене и мојот бенд го препознава тоа. Да. Ми е интересен моментот се пауза за ракија, ќе спомниме пак, бидејќи вистина голем проект кој ќе го направи го знаат сите. Моментот што е снимен на сплавот во Охрид. Да? Како го качивте то пијаното таму на сплавот.
Како го качиме јас и уште 5 келнери од островот. Многу сам да знам како изгледаше тоа нешто. Знаеш како тоа беше стационирано негде во ресторанот. И со собствеников на ресторанот, викам, како ќе го однесеме, како ќе го ставиме, викам, на сплав, да не потоно лево, десно, Да. тешко е, 300 кила има човече. Вика, сакаш? Сакам, викам, треба пијано за во... За на снимка, за на снимка, видеото. Викна 5 души од овие келнери, бе, дечки, креваме, јас со нив барабар. Качивме, го ставивме и издржа, да ти кажам, браво. Додуше многу луѓе таму, И издржа. едно пијано, инструменти, вистина ризично изгледа. Да, со јас да пијаното. беше раштимано цело, да ти кажам, Добро, браво. али за на видео функционира доста За на интересно. видео беше бомбона, петка. Да. Главен лик таму баш на тоа е твојата сопруга. Да. Таа е ќерка на познатата, да речем сега, иде девелице Андријана Лачки. Да. Јас знам дека во твојата фамилија, од твоја страна нема музичари, ама од незината страна па сите се музичари. А да, така му доаѓа, да. Е сега, како те примија тебе како нов музичар во фамилијата? Каков беше тој спој, да речем тогаш? Кога се запознавте на почеток сите и така натаму? Па да, види, од една страна подобро е да бидеш со човек кој што веќе има искуство со што значи да бидеш музичар и полесно ќе ги прифати тие мани, да кажам, патувања, отсуства од дома. Не затоа што ние патуваме многу. Да, не си На многу на фамилиарен човек, да. на најглавните настани не си дома, едноставно. Да. Еве, за Великден свиревме во Битола. Не бев дома. Така да, како ме прифатија, добро. Се надевам дека е добро. Некој совети добива како музичар што треба да направиш, како треба да пристапуваш. Па да, бидејќи сепак да. си јавна личност и така Да, натаму. поготово кога имали бев, искуство. поготово кога бев многу помлад, добив доста искуство од фамилијата на сопругата, насоки, затоа што ипак тоа се нели искусни луѓе кои што Еминентни, да, имаат во својата област. кои што имаат доста искуство во таа област, така да добив доста искуство и благодарен сум за тоа. Ето така. Бидејќи си, да речем се, образован музичар, прв пат си почнал да свириш на некоја играчка од пијано, така? Ако не се лажам? Добив, да, ја многу мал сакав да свирам и ама мој не се музичари, немаш да го некој не може да го препознае тоа. Бе, игра дете, Ама знаеш. нешто чудно се случува со детето. И добив од мојот чичко на татко ми брат, добив мало Пијано. синтесајзер, ние играчки, знаеш. Да. И свирене, него свири. Мој шо е работа бе со човекот, многу, знаеш. Многу сака да свири. Многу, да, нема музичари во фамилија, татко нема, мајка ми е многу музикална. И до ден денес она ме критикува нешто ако не е во ред. Она не разбира музика, ама ти вика ова е добро, ова не е добро, знаеш. И знам дека незиниот збор е меродавен. Во право е, да. Во право е, да. После од едни комши мои добив хармоника мала и со таа дрн, лево, десно. Мој вика дефинитивно детево нешто има. Така од 5-6 годишна возраст ми почна после средна школа, академија, ова она. Чекај, бидејќи се пијано е нели задолжително да се учи во средно, ти се одлучи за хармоника, се ти е блиски, сема не се баш многу блиски. Не, јас средна школа учев пијано и на академија исто така учев пијано. А како се одлучи с хармониката, како влезе? Ти сега веќе тоа е твој белег. Хармоника јас од дете свирам. Дете свирам и тоа ми е матичен прв инструмент. А пијаното морав да го свирам затоа што нели Е задолжително, академија да. задолжителна, да. Свирам класична музика, Други инструменти свириш нешто? свирам малце на гитара, да ти кажам. Пробав на кавал неуспешно. Купив кавал, имаше изборен предмет во средното. Се залетав ќе свирам, ама не ме бива за тоа и го оставив се, знаеш. Да. Кога не те бива за нешто, држи си тоа што знаеш и Така е, потруди се таму кај што си Нели? најдобар. Ја викам тоа. Да се, едно време имаше и школа, не знам дали уште имаш таа школа. Јас долго време работев Да, со деца. со деца ми и имав многу ученици. Но знаеш како се зголемуваат опрските, Немаш време да се посветиш доволно. види, можеш да се посветиш, ама не целосно. Да. И
сакав да се фокусирам на една работа, да ја правам како што треба. Овој период ќе бидам посветен само на својата кариера. Може би подоцна, кога ќе се повлечам од сцената, да повторно се вратам на педагошка дејност, за да сакам своето знаење да го оставам барем на неколку деца, да имам некој наследник. А планираш некој се повлечиш од сцената? Чим вака изјавуваш? Не, види. Секој музичар има рок на праење, тоа е, ја така го имам сватено тоа. Може би нема да се повлечам, но ќе бидам со помал интензитет, затоа што сега ми е времето кај што можам секој ден да настапувам, да патувам, да бидам одсутен, но како старееме, нели, мора човек да размислува и да, како да кажам, да ги редуцира нештата. Точно. А има вака потенцијал кај млади деца, има што сакат да се занимаваат со музика, мислам, има заинтересираност, хармоника конкретно, пример. Многу има заинтересираност. Јас доработев со деца, видов дека страшни таленти има. Страшни таленти има во Македонија, има деца кои што сакат и кои што се спремни да загинат за музика. Само треба добар ментор, треба насока. Како да кажам, треба фалат шоуа, фалат настани каде што можеме да се промовираат, да исцрпиме деца, да ги насочиме и да се промовираат. Да. Во секој случај. Да. Добро, затоа постојам со југото. Значи тука имаме простор да промовираме квалитетни музичари. Кешке да постојат вакви деца како тебе. И да има уште, јас сум така, то така оди, ако има поќе како мене, ќе имаме надпревар кој е подобар. Ќе се крива и квалитетот, така е. Така оди, а не да се туркаме едни со други. Апсолутно. Значи во секој случај треба да има соработка. Апсолутно. Да. Едно време беше тоа случај, нели, знаеш, Скопје Битола контраградо и тука Пајве, ти си од Скопје, јас од Битола. Ајде да видиме, сега те прашам, како е да се живее во Скопје? Неми, како е во Скопје? Јас сум роден во Скопје. Како да ти кажам, многу голем град е. Скопје пренаселено стана, се гуши градот веќе. Не да правам лице или да сакам да купам сега публика од помалите градови, но за мене поскапоцено е да живееш во мал локален град, него ли да живееш во Скопје. Зашто го кажувам тоа? Во Скопје веќе се изгуби оној драж, оној огин, како да кажам, не е како што беше пред 15-20, Да. Изгуби душа градот. Барем е тоа моето мислење. Сум многу среќен кога ќе дојдам во Битола или во друг помал град, осеќам некоја топлина, некоја хармонија, знаеш? Што во Скопје, за жал, не можам да го осетам. Ако сум роден тамо, ако живеам тамо, сум посреќен кога ќе отидам на мало место и се осеќам по-раат, знаеш? Јас и не настапувам во Скопје, суштина. Денот, да, на крајот од денот секогаш е, нели, то животот да ти биде како што треба, да ти биде рајата, не да чувствуваш притисокот тоа што го живееш. Апсолутно. Така да знам дека многу мал дел од твоите настапи се во Скопје, ама пред да преминиме на тоа кај настапуваш и низ Македонија и за публиката, сега ќе подзастанам негде овде горе. Аха. И сакам да ти подарам едни подароци. Што би се рекло да те дарувам, така? Да. Ја даруваме невестата. Да, даруваме невестата, сега ќе те дарувам. Затоа се тргнав овде настрана за да не сметам на коли и на се останато. Да имат джандари од тебе. Си велам ќе ми простат. Ама не е настрана, значи нема да направам настрана се враќаат. Ова ти е поклон, сега ќе видиш од моите помагатели, моите поддржувачи. Има доста и ќе направиме ете тука. Чекај овој назад да му дам знак дека ќе застанам, за да не ме земи вребра. Не ме зема вребра. Која година е југо? 2006 е произведено. Малце поново е од мене. Овие ти се од мене вака стикерчиња, ти се однатре. Првин вака е веќе едно хелче, ајде да почнеме со хел. Да не те одбери се ова му е нов вкус. Хел Zero без шеќер, ова е со вкус на цреша. Ева повкусно некако ми се Така ти личи, а? Ето готово, на здраве да ти е. Благодарам. Чекај да не заборев нешто, одиме следно. Оптика Диоптрика М ти подарува
15% попуст за нови очила. Благодарам. Оригинали има какви да сакаш, Ќе го искористам. избор голем. Следен пат кој ќе идиш Битола, кој е вака врнежлива, ама верувам дека ради патот ќе ти се извалка колата, така да без пари миење во автоперална аква. Значи ме покри со сите салтанати. Да, Јоцо Solution, ваучер 1000 денари, ако сакаш, не знам, да ја тюнираш мал за колата, да ја посредиш едно друго. Добро, имам коњажа доста, ама не. Просто да речеме, не знам, може сакаш нешто друго, некој нов ауспух, издув, цевка на може, стрейт пайп како велат. Може. Животни имаш домашни мирничиња, нешто чуваш? Да. Што имаш? Имам и кучиња, и мачки, и се што сакаш. Охо, значи ова супер, ти 1000 денари ваучер 5+, можеш да земиш, имат многу квалитетна храна за животни. Супер. Благодарам. Огромен избор, јас го викам супермаркет за животни, докато ќе влезеш буквално. Ова е во Битола? Во Битола е, да. Следен пат, ако сакаш и денес, може и да. Може и денеска, да. Да ги посетиме. Парфимерија Нуир, имаш ваучер за оригинал парфемче да си земиш, да мирисе супер. Благодарам. Ако јас ти мирисам убот, кај нив ми е парфемот. така. Знаеш. И пошто си јавна личност, ти треба масажа на лице, релаксирачка масажа на лице од Ива Бјути центарот. Благодарам. Тука имаш Буцо Кинг, автокозметика за да си ја држуваш колата чиста. И ме бомбардира со поклони, не можам да ги однесам. Чекај, тек сме почели работата. И за крај телефон сервис. Мислам дека и треба да го отвориш ова поклонче. Така. Оти така со изненадување од телефон сервис. Да видиме. Ала, што збориш? Стварно ме изненади се. Кажеш. Со здраве се користи, само да покажеме на камера да Тоа види. сакав да направам. Пауза за ракија со хармоничето. Немам коментар. Алал да ти е. Ете, имаш внатре други некои работи, Алал да ти. поклончење од нив. Секогаш така знам да изненадат. Телефон сервис, thank you very Благодарам much. многу. Фала ви многу. Фала ви на сите што ме поддржувате. Стварно ме изненади се ова. Алал ти вера. Па нема проблем, се знаете, за убај луѓе убај поклони. Така ме Благодарам лига. ви. Сега ако не киш да ти сметат, можеш и долу да се јастеш да не ги држиш во тебе. И Да може да си го отворам. Може слободно, да. Ќе си го отворам, јас ќе си маваме хелче, така ме така. любител, ќе си маваме хелче, ќе си правиме муавет. Јелчина. Хелчиња. Скопје кажавме најмалку настапуваш, од цела Македонија си бил секаден из Македонија, најмногу за застапен Охрид, Битола, Струмица. Битола веќе ми се чини Фелиција си редовен цело време. Да, Фелиција и публиката, морам да кажам дека битолската публика ми има специјална магија. Некој шмека, Страшен шмек. какви се битолчани као публика? Многу убава публика, многу убави луѓе и уште не почнати сите се веќе ти ја пеат Хајпнати. Да, апсолутно. Така да се осеќам специјално во Битола секогаш. И многу ми е драго што ете има и доста покани за настапување тука. Се надевам и во иднина ќе биде така. Да. Иначе ова е Бајро кај што возиме сега. А ова ли е Бајро? Што јам слушано, прв пат го гледам се. Бајро вака, Ле. најубајот поглед на Битола има Каков Бајро. поглед, мајко. Да, ама вака се тесни улички, замисли на зима да живееш овде, што се случва. Добро, чистат патов нешто или Па на зима се молиме. се молиме, а? Да, се молиме на зима. Тешко е. Така ние работат овде, се молиме, Бајро да го изчистат. Треба југо 4x4 за овде. Мада југото качва, си имам пробано на зима, иначе интересен факт, Битола е вртам цела, ама Бајро не го знам да го Да? возам. На Бајро само со GPS. Аха. Не знам да возам поинако. На Ова се Бајро доаѓа на почетокот на Битола од десна страна, така доаѓа? Бајро е колку веќе цела Битола, значи Да, многу големо. голема населба е. Секој Значи од влезот тука кај што е од страната на Скопје оди до веќе Педагошка, Аха. тоа е скоро на другиот крај на градот. Така. Ама нема да возам многу, пошто тука е малце Тексас, ке излеземе од Бајро. Аха. Оти може да ни излетат коли од сите страни, така е ризичен е малце за возење. А неќам да се чувствуваш небезбедно. Не, добро се снаоѓаш, морам да кажам. Кажи ми за другите градови кај што си настапувал. Ми кажа пред да почнеме да снимаме Струмица дека се многу исто така интересна публика. Таму кои случаи си ги имал да речеме? Струмица е доста интересен град, да. Каде што народот знае да живее и да се весели. Знаеш, денеска е сабота, излагам и тоа и живеам за тоа. Што пак ќе кажам од Скопје, не сум го осетил. Струмица е интересен град, Охрид е исто многу интересен град. Сега Охрид настапуваш да речеме, ама 50% од публиката е
јабанџи, знаеш? Дојдени од негде. Кој од Србија, кој од Скопје, кој од не знам што и не можеш да процениш баш како се понаша охридскава публика, ама генерално кога сме свирели у зима, да речем у јануар или февруар у Охрид, морам да кажам дека и они знаат да се забавуваат добро, офигено. Ако ги збориме вака или онака, знаеш, ама знаат да се забавуваат. Добро да слушниме се, тоа е твое лично искуство. Да, не знам како да кажам. Што си го доживел? Да. Многу мала држава сме, а од град до град има таква разлика, човече. И у менталитет, и у понашање, и у... Да имаш избор да живееш негде на страна од Скопје, да е во Македонија, во кој град би живеел? Во Охрид. Во Охрид? Да. Ради Ензероно што велат во Охрид? Па ради Ензероно и ради тоа што мене потеклото ми е од Охрид практично. Мојот татко потекнува и дедо од селото Ботун, де е Барцак. Си влечат корењата. Си влечат корењата, како сакаш врти. Пример, кога бев дете, како Ботун, викам бегај се, идам у село Ботун, а е на 10 километри од Охрид. Ама сега па некако дали трендите, знаеш, од град во село се преселуват луѓето, нели сите викендици бараат да заминат малку на помирно, на почист воздух. Да, да. И како поминува времето, сваќам дека го сакам местото, знаеш. Да. Сакам местото и селото го сакам Ботун. Сега однесов една монтажна куќичка си ставив таму, пошто старава не е во функција. Ставив една монтажна куќа и многу често знам, на пример, вторник, работен ден, палам кола и идам, се релаксирам, се враќам другиот ден. Па добро, како композитор, на пример, па тоа ти носи малце освежување на мозокот, знаеш, и верувам дека и поголема креативност. Да, Што најмногу те инспирира кога ќе компонираш, кога ќе правиш музика? Мислиш што ме инспирира да правам музика? Дајте најмногу што те инспирира во таа смисла, на пример. Застануваш се, сакам да правам музика, не знам, ќе ти дојде некаков порив. Од кај иди тоа, како ти иди кај тебе? Мими, можда лудо ќе звучи, ама јас највише инспирација ми доаѓа на точак кога сум, да ти кажам право. Да. Возам точак. Ја цела пауза за Ракија 4 ја направив во Измир, возев покрај море и цела ја склопив. Цел проект. Кога кажувам на луѓе не ми веруваат. Во главата ти идеи. Да, имав слушалици на мене ставено, слушав некои моменти и так на минута ќе застанам, ќе запишам. Так ќе застанам. Знаеш, од тому да не се тие миксоите што имаш едни како премини орнаментики од странска музика, нели така? Да, се е тоа има некоја причина, знаеш. И викам точак кога возам ми доаѓа страшна инспирација, човече, за идеи и за музика. И возам, ајде помини. Ама ме заобиколи, ајде. Не навреди јас ова, да ти кажам. Не беа за преку пешачки. Не беа за пешачки. За дијагонално беа. За другата страна. Да. И ти викам, кога возам точак, страшно креација ми дојде. Чудна работа, знаеш. Ама тоа не прашува, значи, од кај што ќе ти дојде од таму. Знаеш што правам? Возам и застанувам, запишувам. Што ми, пошто не можеш да да запишеш, запамтиш, отиде, готово. Или ти знаеш, успиење кога ќе ти дојде музика, ако не станеш да ја заведеш на рекордери, и ја си истото го правам, да. Ја чекај утре, готово утре, нема. Нема утре појќе. Готово. И се за крај сакам само да ми кажеш, не знам, еве, бидејќи си работел ти со млади музичари и со повозрастни, и си школовал како да се учи, зошто е добро да се свири посебно хармоника, конкретно нека биде овој инструмент, и по што се дели, и зошто е добро децата да учат музика, оние кои што се талентирани, зошто да не ги спречват од домот. Верувам дека има луѓе од домашно младот, не може се ти да учиш музика, гледај таму да учиш нешто друго, ти со музика што ќе преш, нема пари во тоа. Со музика на улица ќе си бил, тоа е муабето, знаеш. А баш не е така. Баш не е така. Музика е добра професија и може добро да се живее на крајот на денот, ако човек се насочи конкретно и ако знае што прави и ако се фокусира само на тоа. А хармоника, еве за хармоника конкретно ќе кажам. Хармоника, знаеш, Мими, тоа е инструмент кој што треба сплит да го поделиш мозокот на два дела, десна и лева страна. Да. Овде едно свириш, овде друго свириш. Да, овде свириш, се развиваш хармонски, а на десна рака мелодиски се развиваш, така да имаш една целосна слика за музиката. И мене хармониката, например, многу ми помогна кога студирав. Знаеш, знаев унапред хармонија, што знаев што свирам во лева рака, во басот, каде свириш мелодија. Сакам да кажам дека хармоника е
комплексен инструмент, да, но од друга страна си цела фигура, ја имаш целата слика за музиката. А кога ќе креваш мане, Аха. како иде таа инспирација? Тешко е, мислам, лесно е. Кој може да изсвири мане, онака да запали баш тоа? Види, во мането треба да ја покажеш целата виртуозност, Што имаш на што имаш хармониката? на хармониката, целото хармонско размислување, целата мелодиска техника што имаш, што ја поседуваш. И не можеш да освириш едно мане два пати, исто, знаеш. Мора да е различно. Тоа е импровизација која што ја правиш моментално и зависи колку си инспириран во моментот да го направиш тоа. Така да се зависи од умешност, од знаење, од многу фактори. На тебе лесно ти одат манињата? Сакам да свирам мање, да, која има потреба. Готово. За крај да не сакаш да ги поздравиш луѓето, му порачаш нешто вака што не гледаат? Пред се многу здравје, да слушаат добра музика, да не се бават со политики, Да пијат поќе ракија? да пијат поќе ракија, да слушаат пауза за ракија. Фала ти тебе за поканата, Мили, многу ми е Нема драго. проблем, мило ми е. Те чекам у Скопје. Па ќе дојдам некој ден, да, и со јукцето ќе Со дојдам во јукцето Скопје. ќе дојдеш, да, и ќе го однесеме перална, ќе го средиме, ако сакаш хемиско ќе му направиме, све што треба. И јас имам таму овако познанства, тионирање, Да, да. па добро, готово, ќе ја поделиме работа. Да, ќе ја поделиме. Фала ти уште еднаш. Фала ти и тебе, фала ви на сите што не гледавте. Поздрав. Слушајте Поздрав, го Битола. Игор Димовски, слушајте пауза за раки, гледате Југо. Ето така, видиш убраковме. Ајде, чао.